Здраво на сите и добре дојдовте во нова епизода на подкастот Ти си следен. Денес наши гости се Кирил Јорданов и Сања Максимова, кои имаат младинска организација Youth on Board преку која овозможуваат незаборавни искуства, Еразмус проекти, работилници, обуки и нешто што ќе ни кажат понатаму за тоа. Како сте? Добро, благодарам дечки на повикот. Благодарам што дојдовте во нашите простории и за почеток прво би сакала да ве прашам како би се опишале себе си во 3 збора. Со мене да почнеме. Да. Така ви благодарам за поканата. Па како би се опишала? Не би сакала моментално да се опишам во како се чувствувам и слично, но би рекла значи општо како упорна, потоа позитивна и го барам правилниот превод на македонски јазик. It's workaholic, but на македонски биде. Значи работохолик, да. Кире? Па јас би се опишал како мотивиран, како инспириран и како упорен. И затоа што би сакала да знаеме малку повеќе за вас, пред се како личност, кој мислите дека е, што мислите фактички дека е најчудното нешто во вас? Најчудното нешто во вас. Најчуден факт, можеби што луѓето не го знаат или не го очекуваат. Би рекла, значи, луѓето очекуваат, најчесто очекуваат, бидејќи работиме со млади, работиме со луѓе, дека цело време би сакале да бидеме обкружени со луѓе, но еве нешто интересно за мене. Можеби тие што ме знаат подолго време ме знаат добро, но за мене, например, многу е потешко било какви социјални интеракции навро од работата, бидејќи работата е толку многу напорна и толку многу слуги. Еве нешто чудно за мене тоа што во слободно време повеќе сакам да го поминам сама и со моите најблиски, отколку во било какви социјални окружувања. Исто така чудо за мене, за разлика од Сања, што ја најчесто ги сакам луѓето, ги гледам на позитивен начин и најчесто сакам да сум обкружен со луѓе и да имам нови интеракции, да примам нови идеи, така да најчесто карактеристика за мене е дека генерално сакам дружење и запознавање на нови луѓе, нови карактери, идеи нови. Сакам да ве прашам повеќе за вашата организација, односно како започна приказната на Youth on Board? Приказната на Youth on Board е многу пред самото формирање на младински борд или добро познат како Youth on Board. Започна со Советот на млади на општина Штип, тоа беше мислам 2012-13 година, каде што и ние како тогаш млади личности се запознавме со младинската работа, што значи да бидеш млад и активен човек во ова општество. И потоа таа приказна, значи знаевме дека на некој начин ќе продолжи не во Советот на млади, туку во некоја младинска организација, така се роди идејата за младински борд, кој што беше како продолжение на сета таа напорна работа, на тие идеи што ги имаме ние како млади луѓе, но сега како созреани лица кои што веќе работат, кои што се запознаени, па така да од тоа што го видовме во тој период, каде што значи да бидеш млад и активен човек, започна и идејата на младински борд. Освен тоа, таму започна и нашата дружба со Сања во Советот на млади, таму прв пат и по-детално се запознавме и ги споделивме своите идеи, така што свативме дека едноставно имаме исти сваќања, исти ставови за некои работи и тоа беше добар мечин каде што се договоривме како ќе работиме како со Советот на млади тогаш, така и после него, затоа што уште со Советот на млади више направивме некој бренд од нас за младински работници, каде што младите во нас препознаваа младинска, односно луѓе кои што работат со млади, кои што работат за млади, ние заедно пораснавме, ние тогаш бевме млади, заедно пораснавме со сите тие млади кои што тогаш работевме со нив, па така да после почнавме да мислиме на идејата како после Советот на млади ние ќе продолжиме со оваа младинска работа и веднаш по изменување на нашиот мандат, Сања како председател, ја како подпредседател во Советот на млади, ја основавме организацијата Младински борд во 2018 година и продолживме да работиме со младинската работа. Која ви беше најголемата препрека во формирањето на Youth on Board? Да почнем.
Па, мислам дека најголемата препрека предходно ја пребродивме со Советот на млади. Препреката беше тоа што најчесто луѓето не веруваат во ентузијазмот, во желбата на младите да направат нешто за младите и најчесто луѓето младите ги третираат како едноставно дел од општеството, меѓутоа без некој посебен глас, кои што тие имаат желби и барања, па така на почетокот со Сања имавме доста големи потешкоти во тоа да го привлечеме вниманието кон нас, да го привлечеме вниманието на јавноста кон младите. Дори имавме ситуации каде што на закажани интервјуа медиумите не доаѓаа, но сепак тоа го пребродивме на начин што заедно со младите изградивме едно поголемо семејство на млади луѓе кои што застанаат за идејата на нашата младинска работа и откако јавноста, медиумите, носителите на одлуки и сите видоа дека таму позади нас стои голема маса на луѓе и дека тие луѓе имаат идеи, дека тие луѓе значат нешто во општеството, тогаш више се јави интересот и на јавноста и на носителите на одлуките и генерално за работата на нашата младинска работа, ваквиот интерес веќе продолжи бидејќи ние више бевме младински работници со почетокот на младински борд, така да потешкотиите едноставно, ја не би рекол дека тоа беа потешкоти, тоа беа некои предизвици за начинот на правно работење на една организација која што благовремено ја согласивме со законските регулативи, научивме како се работи, меѓутоа не би рекол дека проблеми. Јас во нашата младинска работа и во нашето работење генерално не гледам проблеми, ја гледам предизвици кои што секогаш можеме да ги едноставно постигнеме. Да, тоа е правилниот поглед не само за предизвиците, туку општо за животот. И дали мислите дека ние како млади имаме некоја заблуда или некој грешка став за вашата организација Youth on Board? Треба вие да кажете како млади луѓе што мислите, но верувам дека и тие, да речеме, погрешни сваќања или идеи за тоа што сме ние, што работиме со текот на времето веќе исчезна, бидејќи еве ова година ќе правиме 8 години од постоење на организацијата, но понекогаш активностите што ги организираме се сваќа дека организацијата е само за младинска размена, за патување и слично, но нашата цел и идеја е токму да организираме наставни активности кои што ќе привлечат прво младите да бидат активни на локално ниво, да действуваат на локално ниво, што значи промените да започнат овде, па понатаму да се шириме кон таа интеграција и на национално ниво и на европско ниво. Па така да ви рекла дека најголемата заблуда за организацијата е дека ние работиме само за патувања, за прошетки на младите, но на многу спротивно од тоа дека и покрај тоа што еве организираме такви можности, сепак нашата цел е да возможиме на сите млади, поготово и на младите и од ранливи категории, на младите кои што имаат некои економски проблеми и слично, да имаат можност да патуваат, да учат, да се дружат, да учат нови јазици и верувам дека еве можете и вие како активни членови на нашата организација да кажете дека сме многу повеќе од организација која што е возможно на младите само патување. Накратко тоа што сакаше да кажа дека најчесто младите пред да се запознаат подетално со нашата работа сметаат дека сме туристичка агенција, но не сме туристичка агенција. Работиме од млади за млади, секако работиме за подобро измина на младите, за усовршување на младите, на нивните меки вештини и оние млади кои што најчесто доаѓаат со желбата за да патуваат, сепак и патувањето е голем предизвик за младите. Тие на крајот знам како и вие ги споделуваат своите искуства и на крајот од сето заклучокот е дека не патувањето, не дестинацијата, туку најголем бенефит и нешто што им било најинтересно на патувањето се младите со кои што се запознаат, нивните врсници од различни земји. Верувајте дека тоа се искуства, тоа се пријателства кои што вмрежување кои што остануваат довека, односно до крајот на животот и најчесто младите после тоа и приватно се дружат со тие лица, па се претпоставувам дека натака и во деловниот живот и така ќе имат удел овие лица кои што ги запознаваат нивни врсници, бидејќи тие лица, односно и тие млади, некојаш ќе пораснат и ќе станат дел од општеството, ќе бидат некои бизнисмени, ќе имат некои предприемачки идеи, па така да сега више со глобализацијата ќе може многу лесно да соработуваат. Мислам дека и двете можеме да се согласиме, и јас и Елена со нашето искуство со Youth on Board и дури како млади сметаме дека Erasmus проектите и патувањата се многу подлабоко нешто од само дестинацијата.
И затоа сакаме да ве прашаме колку млади од прилика носите на Еразмус проект годишно? Па од почетокот на нашето работење до сега годишно отприлика од 150 до 160 млади најчесто патуваат, односно заминуваат на страна, ги шират своите контакти, донесуваат нови идеи, донесуваат нови партнерства. На тој начин младите всушност кои ги праќаме, тие се и амбасадори на нашата организација, тие се лицата кои што ја промовираат нашата организација и нашето младинско работење, така да на тој начин ги шириме нашите мрежи на партнери низ Европа. Да, секоја година на крај на годината организираме настан каде што представа освер на тоа што сме организирале таа година, така и ова година ќе организираме истото, ќе бидете и вие поканети и таму ги промовираме овие проекти, нашите волонтери ги презентираат своите искуства, иако тоа го правиме сега почесто, па ќе можеме повеќе да кажеме и со бројки точни колку млади ова година заминале, но по тоа што може да го видите на социјалните мрежи, секоја недела се објавува нов повик за ново искуство на нова тема и верувам дека ова година дури ќе надминеме тие бројки кои што до сега ги имаме. Што пропуштаат младите кои никогаш не се пријавиле на Еразмус проект? Па според мене младите кои што не се пријавиле на Еразмус проект, прво си ги затвараат своите врати, односно живеат по секојдневието кое што го живеат. Нормално Штип е мало место и ние немаме толку можност како млади да живееме во некоја разнолично секојдневие, така да младите пропуштаат еден цел свет, една цела приказна, бидејќи Еразмус е сосема различна приказна од секојдневниот живот, дружење, учење, надоградување на самите себе, нови познанства. Јас сепак би рекол секогаш штом за тезата дека колку повеќе луѓе знаеш, толку си побогат. Така да остануваат малку посиромашни и тоа е тоа. Ги охрабрувам сите млади да го пробаат искуството Еразмус. Се можеби не е за секој, но мислам дека доколку не се проба, нема никогаш да имаат правилната визија и слика за тоа што значи Еразмус, патувањето, Еразмус, животот. Ако можете да оставите една порака до сите млади што не слушаат денес, која би била таа? Една порака, тоа е, значи многу малку за една порака, но да сите млади да продолжат да бидат своји, бидејќи денеска во свет каде што младите се постојано на социјалните мрежи, се зависни од интернет и слично, најчесто младите се обидуваат да бидат некој нешто, но денеска најголема препорака за секој млад човек е да бидат своји, да блескаат во тоа што го знаат и во тоа што го умеат и да бидат храбри. Бидејќи храброста е таа кој што го води младиот човек и секоја личност кон успехот. Па затоа наместо да се прашувате, значи цело време дали можам да успеам, дали јас можам ова да го направам, само пробајте, бидете дел од таа промена кој што еве ние заедно се обидуваме да направиме во ова општество и во еден мал град како што е Штипе и со вашата помош, вашата храброст, вашите идеи, верувам дека ќе можеме да ги направиме не само промените, туку и секој млад човек да се искади во личноста кој што сака, од секогаш сакал да биде. Дали би сакале да споделите со нас некоја ситуација што ви останала во меморија како нешто смешно или нешто што тргнало наопаку, па потоа се претворило во нешто незаборавно и што мислите дека ќе го памтите и ќе го споделувате цел живот? Па добро, најчесто ситуации интересни се биле ситуациите каде што ние сме биле дел од Еразмус проектите, од оние патувања и очекувањата кои што сме ги имале од тие патувања, тогаш ние заедно растевме, ние исто така бевме скоро и врсници со оние други млади кои што со нас работеа, кои што нас патуваат, така да има големи интересни искуства. Јас би изполнила случката за време на ковидот, кога јас и Кирил патувавме за Полска, нели бара сертификати и слично, и кога до последен момент не знаевме дали јас ќе успеам да поминам границата. Без сертификати Кире беше джашен за ладноста со која што Сања стоеше на границата и чекаше да ја пуштат и викаше вакцинирана сум. Тражите таму по система вакцинирана сум. И за чудо ја пушти, а ја баш очекуваше во тај момент да ја рече брат сертификат. Да. Како вашата организација ја подигнува свеста за екологијата на нашите граѓани? Ова е нашата организација.
често се имаме проекти кои што ќе подигаме светот на младите, преку младите и на нивните преку возрастите на младите работници за на зелени модел, практички на она кој што суштински ни е најбитно за пределување инфраструктурито и исто така и самите проекти, патуваат дел од проекти, самите патувања за зелени патувања, за това да Вами одговори за сите локални активности кои што имаме и да се надоградам на тоа, че ние ги следиме оние европски трендови, тоа што е актуелно за младите во Европа, сакаме и овде да го внесеме го духот на младите, па така да очекувате дека во наредниот период покрај оние патувања вие што ги гледате на социјалните мрежи, ние во инвестицијата работиме и на активности, на програми, на прирачници што бидат корисни само за вас, туку и на сите едукатори во државата. Па така моментално работиме на младите со учество на локално ниво, бидејќи сметаме дека оваа тема не само што е актуелна во Европа, туку не е толку многу актуелна во нашата држава, во нашата општина, па така да заедно со едукатори од Европа инсталираме прирачници за тоа како ние младите може да се вклучиме да бидеме поактивни на локално ниво, користејќи дигитални алатки. Нешто кое што сакаме во наредниот период да го разработиме и исто така да тоа приличи нас како можеме ние да пренесеме кон спречување на тоа критично насилство и завршуваме проект за онлайн говор на образованите, но верувам дека толку и темата за критично насилство кој што се државата е нешто кое што ние како младите организации кои што работат за младите треба да го насочиме нашето внимание и нашата енергија токму во таа насока. И за крај би рекла дека се што работиме за младите, бидејќи можеме да имаме недобрата идеја на светот, но таа идеја не е подржана од младите, не е во полза на младите, не е во интерес на младите, ние го губиме и нашата енергија, време, енергија и ресурси, па така се што правиме со ваша помош, со ваша идеја, правиме со цел да подобриме вашите секојдневни навики, тоа што навистина би помогнало на нас да видиме нас што работат за младите. Благодариме за инспиративниот разговор и за тоа што гостувате овде во нашите простори. Се надеваме дека овој разговор ќе ги охрабри младите што гледаат, да учествуваат во политичките организации. И тоа е се од нас. Благодарам на вас за поканата. Благодарам. И да се надевам дека нас Беше ќе пријатно и бидеме некој